Значи има убава можност Мемеди да забележи значајна победа, знаејќи дека и во следната борба во оваа категорија има интересен борач Каповари од Унгарија и Зенулаки од Македонија. Намали, како што забележав, унгарецот 6:4, успеа да освои еден поен. Сега тактички Мемеди, би се рекло, одолговлечува со борбата, гледа да сега има можности за акција. 2 поени за Мемеди, веќе водство од 8:4. Поен предност за Мемеди. Нова акција на Киш, може да се очекува во завршницата тој да тргне во напад. Тука ја гледа и шансата за да освои уште еден поен. Би се рекла сега треба и тактички Мемеди да ја заврши оваа борба. Има предност, нема уште многу. 25 секунди до крајот. Надворот Душекот и поен за Киш. Изравнување 8-8, 19 секунди до крајот. Има убава предност Мемеди, меѓутоа ја губи, па ќе мора сега во продолжението да биде доле и на партер. Така да нема доволно сили Мемеди. Секунди до крајот на борбата. Треба да издржи Мемеди во оваа ситуација. И како и да е, има уште една секунда, крај на борбата, 8-8, значи следи продолжение од 3 минути. До моментот се разбира доколку еден од борачите не успее да освои поен, со што воедно ќе биде знак дека оној што ќе успее да освои поени ќе биде победник во оваа борба. Значи, би се рекло, една интересна борба, 8:8, една интересна борба, 8:8. Имаше убава предност Мемеди, имаше весва од 8:4. Повторно надворот на зона за борење, двајцата борачи. Некако во овие последни секунди, како да има повеќе свежина кај унгарецот Киш и некако и акциите тој ги започнува. Нов напад на Киш. Надворот зоната за борба, без поен, на 33 секунди. Има убава предност Мемеди, 8:4, би се рекло во клучните моменти не успеа да додржи. Сега треба да дојде од противната страна, меѓутоа тоа што не успеа да го направи Мемеди, му успеа на Киш, кој со освојањето на овој поен ја добива борбата во категоријата до 85 килограми. Значи победник во борбата до 85 килограми, Киш од Унгарија против Мемеди од Македонија.